Новата бугарска влада, таа допрева се очекува да биде формирана, но сметате ли дека доколку се формира, дека има надеж за подобрување на состојбите, за ставање на крај на ветата, барем на тоа се надева новата македонска влада? Ја не сум голем оптимист, мислам, простор за оптимизам секојаш има кој има добра волја. Ја не гледам добра волја од бугарска страна. Секако, ова ми се чини дека е нивна длабоко, не црвена линија, него бариера која што немаат намера, немаат начин да ја прескокнат, затоа што преголем е политичкиот влог во внатрешните игри во Бугарија. Така да низ оној дискурс на се разбира кога национализмот прашања наши и ваши, следното е патриоти и издаици. И никој не може да се нафати да игра таа игра. Кај нив премногу скапе тој влог за да ризикуваат било која политичка опција кај нив и да се најантинационалисти. Ова е нешто толку се набилда кај нив тоа како да кажам, како нешто од кое што нема отстапување, да не верувам дека некој ќе смогне сила да го надмине тоа. Гледате ли проблем околу бугарските пасоши? Над 100.000 македонски државјани веќе имаат бугарски пасоши. Кај би бил проблемот? Јас не знам, тоа е како да кажам. Еве на изборите во Бугарија како искочи нека цифра од 3.000 луѓе гласале на бугарските избори. Тоа е зголемена бројката од порано. Значи, тие луѓе во Македонија кои што взимаат пасоши, нели мора да изјават дека се со бугарска самосвест и со бугарско порекло. И да, тоа е сега цифра Бугарија со која што во нивните 19 вековни стратегии ќе ја применува и ќе ја користи како адут карта. Но јас тука не гледам, јас многумина познавам кои што го имаат тој пасош и јас лично ви кажам ги разбирам затоа што по прашање обезбедување на иднина подалеку од тука. Тие бугарски пасоши може да бидат нов аргумент на Бугарија за нови и нови барања, како што велите. Може. За кои говоревте? Така. Значи, да сме свесни одека не застанува, не е приказка ќе им дадеме ние се дали за устав и бугарскиот народ, или народност, како се вика таму, тоа припадници на, но тука нема застан приказка, тама работа. Со тоа ќе отворат они ново поглавје во кое што ќе може да нагазат понатаму со повише барања, ќе ги извадат тогаш овие 100.000 луѓе, не знам како ќе сакаат да ги организираат политички, да ги активираат, или пак не, или пак само ќе злоупотребуваат бројката. Тие луѓе, јас знам дека многумина го имаат земено тој пасош за да може да студираат, за да може да работат, за да може да си патуваат, за да може да го живеат својот живот многу покомотно за разлика од она што им го возможи македонскиот пасош. Да, прагматично е, да, ама луѓето се прагматични, животни, како да кажам, не сме ние се од идеалистичка позиција види ги ти нив. И јас не го гледам тоа така. Знаете, секој има право на свој избор, и тој избор мене ми е, што да кажам, не ги осудувам тие луѓе, никош не би го направил јас, нити би сакал, од најблискиот круг пријатели немам никој, сме дискутирали, сме дебатирали, зборам како пријатели, не само професионално, никој не се согласува со тоа и никој не би го превземал тоа, држава некоја основа на дигнитет, идентитет и што ја знам. Ја не би го направил тоа исто, веројатно, од некој, ако сакате, и балкански инае, затоа што знам дека сега вистина, една вистина никаде нема никогаш, ама знам дека сме обесправени и во научни кругови, и во политички соокруженија, чисто ради тоа од некоја правдолюбивост, никош не би го направил тој чин, ама сега луѓе не се чувствуваат така и си го земале тој пасош. Не мислам дека, сакам да кажам, не мислам дека тие 100.000 луѓе се бројка која што да кажеме ќе се обедини во некаква политичка платформа, дека ќе искача на избори, дека ќе бараат нивните деца да учат бугарски во училишта. Може практично Софија да ги злоупотреби тие бугарски пасоши на македонски државјани. Се држи, да држат тензијата. Да. Тука секој ќе го отворите тој кампа дори на кутија, они ќе доливаат масло на огинот, односно бензин на огинот и ќе го држат во живот како жариште, како проблем. Затоа велам, мудроста треба да биде политичка, да се успее да се затвори таа приказка, многу некако чекор по чекор, ден по ден да заврши
Или во моментот кој ќе бидеме примени, тогаш ќе ги применат уставните, некоја формула мора да најдат, да пробаат. Како што со името требаше да се најде, а не се најде. Мислам, погрешно го изигравме, ние си го сменивме без ништо да добиеме наназад. Така да, односно не ништо да не добие назад, Грција се пацифизираше по однос на нас, сега ни се најголеми пријатели. Имаме сигурно млади луѓе, способни учени, у последниве 20-30 години барем тоа ни се подобри многу, што многу луѓе искочија од тука и се испообразоваа надвор и мислам дека имаме кадар кој што и луѓето што се овдека, не ги потценуваме, нема врска, мислам дека имаме кадар кој што би можел да одговори. Ја пак ќе се вратам на стратегијата. Не се користи доволно капацитетот интелектуален на оваа земја. Тоа е најголемиот проблем на секоја една политичка гарнитура во изминативе 30 години. Затоа што се е ispolitizirano, они мислат дека ако си мислам, да, факат. Укин и другите универзитети беа расадници на политичари кои што учествуваа активно во политичкиот живот како министри, што ја знам, но јас се сеќавам кога се отвараше повеќе партискиот систем во поранешна Југославија уште тогаш, дека се знаеше дека сем војска и полиција велеа не може да бидат членови на други политички опции, имаат право на слободно мислење, а другите граѓани имаат право да се здружуваат политички ако сакаат. Мислам, за мене е чудно дека денеска ако си бил член на една партија, дека стануваш лош професор наеднаш заради тоа, затоа што си служил како министер у некоја влада. Мислам, мене тоа ми е ненормално, но кај нас таа реваншизам, таа осветолјувост, па дури ако сакате и партиите како ултимативен, краен гарантор за кариерно напредување и за просперитет личен, тие се оние главни брокери. Порано во Македонија, кога ја го проучував неформалниот политички систем на врски кај нас, и тој во социјализмот да имаше влијание комунистичката партија, но суштинското она што одеше од доле, како неформален систем, беа системот на сродство. Ние врските ги влечеме по секој основ, комшија, пријател, кум, сват, што ја знам. Да, мали земји, тоа е нормално. Да. Али племенска некаква зависност. Видеј, значи со векови овој народ со векови имал политички центар во Истанбул, во Белград, што ја знам, никад не било тука политичкиот центар. Ниту културен и така натаму. И така да тие луѓе се научени да првиот човек на кој што му верува е секако роднина пред се. И на основа на тоа се помага взаемно и го имавме тој систем на неформално комуницирање, на неформални врски, на неформално политичко организирање. Она што се случи со повеќе партискиот систем, ние направивме трансформација од тој систем. Роднинството да си држи уште таа прича до некаде, но она што е клучно, сега партиите се главните брокери на посредници за дозволи, за вработувања, за кариера напредок и така натаму. И тие стана нормално, тоа и го користат, го усовршија тој систем на у антрополошката литература се вика патронич клиентелизам и во политички науки секаде. Значи имате вие некој кој што ќе ве чува, патрон, и вие сте клиентите. И ја мислам дека кај нас дури не се толку ни политичките партии во таа игра одговорни за развојот и успехот на тој модел. Мислам дека ние имаме клиент-патрон систем. Ако би требало да доминира еден по име доминантен, тоа се ние сме спремни клиенти. Ние сме многу клиенталистички расположена земја. Нашите истражувања покажуваат раст на авторитарност, губење на идеал за демократско застапување и така натаму, а повеќе и повеќе склоност кон прифаќање да бидеш воден, па воден и со цврста рака и така натаму. Послушност, покорност. Така, како вредности. Така да мислам дека нашиот клиентелизам е она што е доминантно како политичка култура во оваа земја. Сега да не навлегуваме, има степени на развој на политичка култура и тие зависат од многу работи. Клучниот фактор кој што 30 години успеваат успешно да го гушат политичарите е улогата на медиумите, кои што не се оставија да бидат независни и неопределени, и да се независни, мислам, не може да се неопределени, а ако се определени, онда веднаш се
не значи дека кога се определени идеолошки, дека веднаш се, како да кажам, партиски определени за конкретната опција. Може да си левичар или може да си десничар, не мора да бидеш ВМРО-вец или СДСМ-овец, пошто има и други вајна на палетава, ама нема. Неутрален не можеш да Не бидеш може да во бидеш, новинарството, да. тоа е јасно. Не мора да бидеш, зошто? Не смееш да бидеш. Мора да се биде на нечија страна. Не може во новинарството да се биде неутрален. Мора да бидете на страна на обесправените, сиромашните, угнетените, понижените. Апсолутно. А барањето решение дали преку конзервативни политики или прогресивни, или речеме социјалдемократски или социјалистички, тоа е више друга прашање на опција. Ама зборот ми е дека кај нас се уништи тоа и ние немаме јавна сфера. Зборот е како да кажам, понекогаш јас сум скептичен по ефектите од моите ретки излегувања во јавност, ама затоа што мислам дека сме поклопени многу свесно и многу намерно од други содржини и со друг диктат на дневен дискурс. Никогаш не се разговараат суштинските прашања, секогаш се бавиме со некаков прљав веш, нивничен, си изнагледавме чорапи, гаќи и се што. Ни варекина не ги перем, се е тоа јасно, ама више мене лично ми е преку глава да отворам дневни вести, да се информирам или да пуштам телевизија, затоа што за Мара тоа не е ниво на комуникација, не е дискурс кој што можеш да научиш нешто од тоа за процесот. Кој да е процес упрашен? Мислам, дали зборат за не знам, капитални инвестиции, за инфраструктури, они за здравство, за се блебетаат едни против други, овие вака правеме, ние вака ќе правиме. Никој не зборува што е суштината и што е она што е неопходно да се прави и како да се прави. Околу Албанската академија за науки и уметности идејата на ВЛЕН, на коалицијата вреди. Нивните аргументи се дека низ децениите во Македонија албанците биле дискриминирани, што е факт. Апсолутно дека е факт. Социјализмот ги повлече во индустриализација и урбанизација македонците, ги остави албанците на маргините на општествени. Тука не станува збор. Македонското задружно големо семејство многу брзо се распадна и стана нуклеарно семејство дводетно, евентуално 3 деца, но во принцип едно детно дводетно, до 70-80 веќе се трансформираше со таа модернизација. Албанските семејства останаа пораширени затоа што имаа им со слободи земја, за да може да го задржат својот систем на прихрана. Значи, семејството секогаш, историски, како антрополог го кажам, семејството секогаш е економска единица. Вие се здружувате со труд, со знаење, нормално, љубов се, тоа се романтични моменти, но не викам дека сите бракови се бракови од интересна работи, но кога сте веќе во една заедница брачна и семејна, вие се трудите за благосостојбата. Капиталот го здружувате финансиски, образовен и така натаму. Македонците го напуштија моделот на задружно живење и рурално живење порано од албанците, бидејќи беа повлечени од селата. Кон албанците се гледаше дали беа и помалци, последно имаше и миграцијски движења, па се зголеми таа бројка, но беа гледани на страна, само ставени на страна на маргините на тие процеси и тоа си има своји последици. Да денеска, кога имаме зголем број на интелектуалци, образовани, мислам, како да кажам, освестени граѓани кои што си ги гледаат своите сограѓани како обесправени и се појавуваат тие политички партии. Јас не ги сметам за, како да кажам, за позитивни и полезни етничките партии во Македонија, затоа што шират поделба веднаш во старт, нас не претворија, ние сме етнократија. Ние немаме демократија, немаме стара теза, ние немаме народ, ние немаме граѓанство, демос, ние имаме етноси. И кога имате етноси, а тоа го направија политичките партии што ги застапуваат тие етноси, јас сум претворен во припадник на етничка заедница кој што идентитетот е исклучиво низ етничката македонскиот блок, албанскиот блок. Какви се тие небулози, кои се тие глупости? Мислам, немам зборови за тоа. И тоа ни одзима еднината како земја, ако сакате. Сега, како релевантни политички фактори во моментов во состојбиве, окей, се направи конечно измена во албанскиот блок, со тргањето на Дуи од вечното седиште,
што е добро за секоја демократија. Не е битно, сега не им навлегувам, не ме занимаат дуи, не дуи, СДСМ, ВМРО, не ми проблем. Добро е да се проветри малку таа устојаност, бидејќи тие шеми на поделба на ресурси и така натаму, веројатно забегуваат понатаму и во корумпираност, и во непотизам, и сите негативни појави, наместо меритократија, која што и треба да води еден демократски, ако сакате, капиталистички систем напред. Така да добра е таа промена. Сега во литературата тоа се нарекува етничко наддавање. Кога ќе дојдат другите на власт, што не биле на власт, опозиција, почнуваат да кажуваат како тие пред нив биле недоволно патриоти или недоволно се бореле за својот народ, па се они мора да покажат како ќе се борат и влем како им успеа, мислам, толку мудро да им текне дека една академска институција треба да се подели етнички, тоа не ми е јасно. Да, не се доволно застапени, но видете, не сум ни ја член на академија, нити претендирам. Сакам да кажам, тоа се процеси, значи Но затворени се вратите, тоа е факт. видете, значи тоа треба да се разговара, значи треба да видиме како да се реформира, трансформира таа институција, за да биде отворена, за да биде по мерит, по заслуга, според способности, според придонес во наука. Многу од албанските интелектуалци се жалат дека биле одбивани да влезат во МАНУ. Апсолутно. Но ова не е решение. Да. Нити пак, што? Кој е ефектот од тоа? Ќе имаме две соопштенија од две академии, па ќе ги споредуваме кој е попаметен? Мислам, на што се сведува тоа? Не зборам јас. Значи, апсолутно. Ја не сум од оние кои што велат ништо не им фали на албанци, доста бараат и не знам што. Ја не сакам да се делиме на македонци и албанци, тоа ми е првично. Но, ако треба да погледнам дали има етничка стратификација во Република Македонија, има, гапот е помал и помал, таа раслоеност е помала и помала во смисол на позиционираност, застапеност во администрација и така натаму. Тоа се процеси историски, затоа сакам да кажам, ако имало структурна неправда, таа треба се решава со конкретни мерки. Но морам да се вратам, збориме за академија, ја спомна стратегијата. Ќе ја правела Македонската академија на науки и уметности стратегијата. На основа на кој истражување? Мојот институт 16 години нема добиено средство од државата да изработи едно истражување. Молиме, секогаш кога ќе дојде нова гарнитура на власт, нашите одговорни луѓе, делегации, одиме кај министри, разговараме, премиери, секретари, чуда, врагови, да не вклучат во истражување, да не дадат да истражуваме, да ни дозволат да истражуваме. Ние не можеме да истражуваме сами 6 души, да искочиме на терен и да покриеме Македонија. Нас ни требаат анкетари, само за тоа бараме. Платата е секогаш ни била каква што ни била и не бараме ние хонорари. Бараме да работиме. Економски институт, овој институт. Значи, во прашање е впрегнување на потенцијал кој што ви стои да труе малте не го оставате, како скапано јаболко да седи негде и да дочекаме пензија, да стигнеме без да се искажеме и без да помогнеме на оваа земја со своето знаење. Јас индивидуално како антрополог се снаоѓам работама на социолошко истражување, не оди сам по дома пешки да го правиш. Економски институт, нив им се исто потребни средства, сега зборам економски, не се само тие два института. Значи, тие институции, државата, ако не сака да ги развива, за да користи информации од таму, за да може да ги планира, како ќе направи стратегија, многу се чудам, многу се прашувам. Ќе прават примерно истражување до прва на МАНУ? Па дај не ме зезете. Валјде треба да кажат, ќе земеме литературата што постои во моментов. Која е таа литература што постои во моментов? Ние што ја продуцираме? Значи, цело време го скокаме во Македонија. Тоа ни е она, како да кажам, околу врат, висиме се, давиме, мислам, буквално ја давиме земјата, затоа што ги давиме интелектуалци, односно академската средина не се дава можност да искочи тој потенцијал на површина и да стане релевантен чинител. Нема што да им се свиѓа, да не им се свиѓа јавно мислење на граѓани. Тоа е тоа. Какво е такво, ќе го чуете, ќе го видите. Нема што да им се свиѓа, да не им се свиѓа наод за, не знам, за јавно здравство, за јавен простор. Значи, тоа се параметрите со кои што треба да баратате. Во рамките на тоа треба да се работи на подобрување на тоа што не чини.
Кај нас сите политичари од рука вадат решенија, сега ќе развиваат стратегии. Како? Како? До кога, мислам, 60 години развиваме стратегии, у култура, у ова, у она, у здравство, и све тоне, затоа што не се базира на знаење. Значи, полиси без ресерч не постои Политика. Да, ама ние немаме друг збор за политика. Имаме и за политики, и за политика го користиме истиот збор. Кај овие имаат политикс и полиси, ние немаме политикс и полиси, ние имаме политика и политика. И така ги сваќаме, све е сведено на тоа. И таа равенка, бидејќи избориште на моќта, избориште на контрола над работите, само е политичка партија која што е на власт и онда е апсолутен властелин, значи ние не развивме демократски систем, ние да имаш и опозиција која што ќе се чуе гласот, ќе се прифати амандман, ќе има јавна расправа по закон, по ова, по она. Постојано наоѓаат начини да ги изигруваат сите тие механизми и ние имаме апсолутно владење. Ние имаме сериски монопартиски систем. Она сериска моногамија, се развел моногамен човек, а имал 9 жени во животот. Се развел 8 пати меѓу време. Значи, ние глумиме таква демократија глумиме ние. Немаме ние демократија, готово, дојде овој на власт, ај сега други отидоа во депресија, ќе се повлекуваат или ќе пуштаат глупи соопштенија, ама не очекува да ја сменат политиката по ниедно прашање за ниедна појава. Нити пак да вклучат јавна дебата, затоа што нив тоа не им одговара после кога ќе дојдат на власт. И така си се менуваат еден со друг и си владеат суверено, безпоговорно, како да кажам, не постои дебата, не постои, видете, сега Трудово го натераа на оставка неговата партија Backbenchers. Во Англија лабористите, конзервативците, кои ќе ги кажат Backbenchers, тие што не се министри поврзани со таа структура, него доаѓаат од базата, и кој ќе се побунат тие, лета и водачот на партијата. Затоа што не води добри политики во рамки на самата, значи внатрешно партиска демократија, па да не разговараме о Македонија дека е мислена именка. Оттаму мислам дека, а сето тоа е заради тоа што ние не развивме јавна сфера и затоа што ние го исклучивме сосема користењето на интелектуалниот капацитет на академските знаења во оваа земја. Не само од политички науки, од општествените науки. Воопшто. Како се вика фонд за развој за иновации, како фонд за развој за иновации, па што се работи на тие факултети, дали они знаат какви хемичари ние имаме способни, вредни, или физичари, или од било која област применета или не применета. Мислам, тоа треба да се поддржува, тоа треба да се негува, затоа ни бегаат луѓето, затоа, види успеал, па ќе успее, зашто да не успее, не се глупи, ама тука не му се дава шанса, тука не му се дава можност. Нити па ги знаеме кои се каде се. По Дански, по Копенхаген и по чуда. Насекаде има наши луѓе, ама не се впрегнати, не се вклучени, нема повратна спрега, нема комуникација меѓу нашиот почна УКИМ нешто пред некоја година, некој центар за развој, како го крстија, не се сеќам, има некакви ефекти, се организираат некои настани. Значи, треба активно се работи, да ги поврземе тие луѓе, да ги искористиме тоа што е искочено од тука, затоа што и таму, бавејќи се со работи со кои што се бават, со знаењата и методите и теоријата која што имаат, кои ќе ја донеле овде када се прелее целото тоа, ама ние не сакаме, ние поземене 100 книги штампани без везе, преводи некои таму, кои што потрошија пари наместо да го изградиме библиотечниот фонд на НУБ. Во НУБ не влегува човек. Ја кога студирав бриеше, немаш да најдеш ќошенце. Сега не влегува човек, бифе нема. Нема луѓе. Значи, ние сме, сега искочи некоја листа денови видов, почитаност, кој е најразвиен, Швајцарија, не знам кој ваму таму, и Словенија е негде над просекот европски, значи збориме за непрочитана книга, прочитани до 5 книги, прочитани меѓу 5 и 10 и над 10 книги. И сем Словенија, викам, другиве балкански, сите се вклучително и нашиве комши, бугари и грци, Хрвати, сите се доле што не прочитали ни 5 книги годишно у просек, од оние што се анкетирани. Да сме живи и здрави, значи тоа е тоа. Глуп народ, јака држава, така викаа старите порано. Ви благодарам за овој разговор.
Добре, ќе мора нешто да... Ќе кратички, ќе Да, кратички. некои цели прашања боле него Добро. да ти кратам тега, лоша. Како сакаш, ти си знаеш. Добре, супер. Ти си знаеш.